Здраво, здраво од Луковска бања. Да. Денеска сме тука, односно деновиве сме тука, за да направиме една обиколка во една од нашите најбарани бањи. Особено атрактивна за посета во овој период од годината, есенскиот период, кога деновите се постудени и се јавува потребата за топла бања, за релаксација и спа уживање. За разлика од сите патувања кои што сме ги правеле до сега за Луковска бања, кога сме иделе преку Србија, сега ова патување го направивме преку Косово. Преку Косово решиме затоа што е пократко и е поевтино, нема ниту една патарина, буквално сега во овој период кога патуваме. Се поминува само со лична карта, со пасош не. Значи со лична карта се поминува од Блаце, се оди преку Приштина, од Приштина се јавува таблата за исклучување кон Мердаре и Ниш. Мердаре е местото, односно граничниот премин за влез во Србија. По Мердаре веќе влегуваме во Србија и на неколку километри доаѓаме до градот Куршумлија. Од градот Куршумлија се јавува онаа табла мала каде што се гледа каде е исклучувањето кон Луковска бања и преку планински пат за околу 40 на минути возење стигнуваме во оваа бања, Луковска бања. Луковска бања, да. Луковска бања е не е една од највисоките, туку највисоката бања во Србија. Поставена е на надморска висина од 680 метри. Поставена е на источните падини на шумовитиот Копаоник и со самото тоа е дополнително атрактивна. Лежи на бројни термоминерални извори со кои што извираат со различна температура. Така од едни се со температура од 28 па се до 69 степени Целзиусови. Топла бања. Топла бања, навистина топла бања. Водите кои што се во хотелите кои што ги имаме на понуда ги разладуваат до температура до 36, значи од некаде 33 до 36 степени. Така би биле оптимални за користење, за релаксација или за уживање. Тука ќе можеме Тука сега... ќе може да ги видиме на хотелите кои што ги имаме на понуда. Од годинава, на наше огромно задоволство, понудата е збогатена со уште еден нов хотел. Да. До сега, како што на дел од вас има познато, имавме на понуда два хотели во оваа бања. Тоа се хотелите Јелак и хотелот Копаоник. Од годинава, за некои десетина дена, се отвара третиот хотел во Луковска бања. Тоа е новиот хотел Бела Јела, со категоризација од 4 звездички. Ексклузивно за оваа наша посета, мештаните ни отворија врати, успеавме да направиме некое видео, да доловиме дел од амбиентот и од она што може да очекувате. Наскоро, велнес центарот беше во некоја финална фаза, се уште не е наполнет со вода, меѓутоа ние го снимивме, навистина е прекрасен, ексклузивен, модерен хотелот. Собите се исто така модерни, ќе може да ги видите. Ќе пренесеме дел од атмосферата во овој хотел. И самото пристигнување овде издвоивме да започнеме да се разгледува Луковска бања, покрај тоа што ги има овие три прекрасни хотели, поради кои што најмногу доаѓаат луѓето да го посетат ова место. За релаксација и уживање. Релаксација, велнес и спа. Самото место, односно самите хотели организираат прошетки разгледи на бањата како бања. Да, многу интересни прошетки. Во моментот, да. каде што сме сега во Горна бања, која што се нарекува, односно така голем ја нарекуваат, вир. да. Горни вирови. Горни вирови. Горни вирови, така го нарекуваат местото мештаните каде што сега се наоѓаме. И тука ќе направиме една презентација преку она како што го доживуваат нашите туристи. Односно заедно со нашата драга колешка Марија, која што одвои време само за нас двајца, Фала, да Марија. Фала Марија, да можеме заедно да прегледаме и да видиме оваа прекрасна бања и да испрезентираме од локалното население со самите мештани кои што живеат тука. Dobar dan, dobrodošli u Ljubljansku banju. Mi se nalazimo u Gornjoj banji gdje se nalazi 37 termomineralnih izvora. Temperatura vode varira od 28 do 69 stepeni. Ljubljanska banja se inače nalazi na istočnim padinama planine Kopaonik. Sa nadmorskom visinom od 700 metara predstavlja vazdušnu banju i nalazi se u carstvu termalnih voda. Mi ćemo se uputiti ka lekovitoj vodi za oči, zatim otvorenom inhalatoriju sa klimatorijumom i sve ostali izvori koji ćete imati prilike da vidite. Izvolite.
Evo imate priliku da vidite kako se naši gosti zapljuskuju, odnosno umivaju lekovitom vodom za oči. Voda je vruća, kao i svi termalni izvori koji izviru u Lukovskoj banji. Koristi se tako što se zapljuskujete, ne brišete se posle toga, a preventiva je za crveni ločne jabutice, krmeljivost. Sve znači u dogovoru sa banjskim lekarom naši termalni izvori se koriste u Lukovskoj banji. Iza naših leđa nalazi se otvoreni inhalatorijum sa klimatorijumom. To je jedinstveni fenomen na jugu Srbije, a po poslednjem istraživanju kažu i u Evropi. Otvoreni inhalatorijum gde je temperatura vode 45 stepeni. Voda izvire iz ove okamenjene cevi, inhalirate se tako što sedite pored samog inhalatorijuma. Ova para koja odlazi iz okamenjene cevi dovoljno je da je udišete 30 minuta. U bilo koje doba dana možete biti pored inhalatorijuma. Ove skulpture nastale su prirodnim procesom i podsećaju na đavolju vaš. Lekovitost prirodnog inhalatorijuma sa klimatorijom ogleda se u tome što se apsorbuje preko disanjih puteva, zatim dolazi do krvi i dospeva i do pluća. Preporučuje se astmatičarima, ljudima koji imaju problem sa sinusima, kašalj, bronhitis, čak i osobama koje imaju dijabetes. Dalje ćemo se snažno uputiti ka zatvorenom inhalatorijumu ili popularnije kod nas u Lukovskoj banji nazivaju bure za inhalaciju. Temperatura vode na samom izvoru u zatvorenom inhalatorijumu je 69 stepeni. Zatvoreni inhalatorijum, odnosno bure za inhalaciju, se koristi tako što otvorimo ovaj čep, savijemo se i udišemo ovu paru koja direktno izlazi iz ovog bureta, odnosno voda izvire iz zemlje. Temperatura, kažem, 69 stepeni, inhalirate se tako što može jedna osoba na ovom kraju, druga na ovom, a voda dalje odlazi u Lukovsku reku. Idemo dalje do virića, koji su najpopularniji među našim gostima. Do virića mi ćemo se uputiti do kupatila kralja Milutina. Kupatilo kralja Milutina je napravljeno po principu isključivo za dve osobe. Voda koja spontano izvire iz zemlje dostiže temperaturu do 42 stepena. Nekada je, kažu, se kralj kupao na mestu sa svojim suprugom, kraljicom Simonidom. Kralj Milutin je oslikan na ovoj fresci s moje leve strane i kraljica Simonida s moje desne strane, tako da oni predstavljaju pravo istorijsko nasliđe Lukovske banje. Koristi se po principu isključivo za dve osobe. Na prvo mesto je reumatizam i neke vrste steriliteta, ali po upustvu je tako. Za sve naše posetioce Lukovske banje, odnosno goste, koji žele da imaju jednu intimu, da uživaju u kupatilu kralja Milutina, mesto na kome se kralj kupao, mogu se posavetovati sa banjskim lekarom, dobiti kartu i doći da uživaju u carstvu termalnih voda. Idemo do virića, kojih ima 4. Omiljeno mesto među našim gostima su i virići. Temperatura vode varira od virića do virića. Najtopliji virić broj 1 ima temperaturu 44 stepena. Koristi se za periferne zglobove, šake, kolena i laktu. Možemo i sami vidjeti kako voda spontano izlazi iz zemlje. Virić broj 2 ima temperaturu od 38 do 39 stepeni. Inače, virić broj 2 naziva se i blatni virić, jer na dnu virića postoji blatna emulzija gde mažemo bolno mesto, osuši se i ispira se vodom sa samog izvora. Virić broj 3. Temperatura vode u viriću broj 3 dostiže temperaturu
od 36 do 37 stepeni. I najhladniji, pored same obale Lukovske reke, Virić broj 4, gde je temperatura vode 33 stepena. U vrhu Virića nalazi se lekovita voda za pritisak. Možete da vidite kako voda izvire, otiče naravno u Lukovsku reku dalje. Voda za pritisak je takvog hemijskog sastava da jednostavno reguliše pritisak u čovečijem telu, ispija se na samom izvoru u količini od 2 decilitra u laganim gutljajima. Naspram nas postoji lekovita voda za šećer, takođe se koristi u količini od 2 decilitra i ispija se na samom izvoru. Koristi se po preporuci lekara, ali na svim maketama je naravno ispisano uputstvo kako koristiti lekovite vode za šećer, za pritisak i za želudac u Lukovskoj banji. Со Марија понатаму продолживме да го разгледуваме хотелот каде што сме ние сместени. Буквално најчесто ги носиме нашите гости кога доаѓаме во Луковска банја. Тоа е хотелот Јелак, Тоа е како една хотел. од нашите најбарани понуди за оваа бања. Ќе разгледаме дел од содржините на хотелот Јелак, ќе видиме зошто е тој интересен за посета. Во главном најмногу се задржуваме да дадеме презентација на она поради кое што е најбарано. Велнес Велнес центарот, односно надворешниот базен, топлиот надворешен базен, покриено отворениот базен, кој што е многу интересен и атрактивен. Да, особено со стаклен покрив. Со стаклен покрив е. Натрешниот базен го гледаме Велнес центарот кој што е нов во хотел Јелак, Копони го имаше претходно, но сега го направи скоро Велнес центарот во хотелот Јелак. Тука видовме топли клупи, сауна, парна бања која што има како содржина и една кратка мала прошетка од мене оделена привлегување и чекирање во овој хотел и до сместувачките капацитети, односно собата ја снимаме каде што ние бевме сместени. Да видите како тоа изгледа, да. Како изгледа. Добар ден од Луковска бања. Денеска сме сместени во хотелот Јелак. Овие денови додека сме тука ќе правиме презентација на сместувачките капацитети на хотел Јелак, хотел Копоник. Ќе го видиме и новиот хотел што ќе се отвори од 15 октомври, Бела Јела. Сега влегуваме во хотел Јелак. Сега одиме се сместиме во соба. Веќе го земавме клучот, сега бевме по багажот да го земеме. Направивме една прошетка по изворите. Влезат на хотел Јелак. Ова ни е рецепцијата. Сега одиме да сместиме во соба. 309, значи ни се наоѓа на трети кат. Лифтот. Иконот Свети Стефан. И таму горе е тој велнес дел, пошто ќе го имаме денеска со повеќе видео презентација. Е огласна табла. Овде ги ставаат сите излети кои што ги организираат од страна на хотелот со водичи. Еден таков излет денес ќе снимевме со водичот Марија. Протоколите 90% ризик, 30%, 5%, 1,5% ризик. Лифтот во Луковска бања. Лесна е ова. Како пролом бања, истиот лифт. Какво чувството кога си во хотел Јелак? Така. Стигнавме на нашиот кат. Кат број 3. Зоне 309. И
состав. Двокреветна соба, стандардна. Терасата? Каква ситуација беше? Имаме поглед полвију. Полвију. Ево погледот од нашата соба со поглед кон базен. Ова е еден од базените кои што ги има овој хотел. Ова е едниот надворешен базен, има еден натрешен, има еден, односно покриен, има еден покриен отворен кој што после ќе одиме да го видиме. Krećemo ka wellness centru u hotelu Jelak. Hotel Jelak raspolaže savremenim wellness centrom. Imaćete prilike da se uverite kako to izgleda kod nas u Lukovskoj banji. Bazen je zatvoreno, gde se svakodnevno održavaju vežbe u pola 10 i 12, to je hidroterapija, gde naš terapeut izvodi vežbe. Dalje se krećemo ka wellness centru. Naš wellness centar u hotelu Jelak ima patilo, ima finsku saunu, biosaunu, tople klupe i tropske kiše. Ovde se naši gosti opuštaju, a ko želi da uživa na bazenu na otvorenom, gde je temperatura vode od 33 do 35 stepeni, ima prilike odmah pored zatvorenog bazena. To izgleda ovako u večernjim satima. Sa otvorenog bazena se pruža prelep pogled na crkvu Svetog Đorđa, pogotovo u večernjim satima daje pravi užitak za sve goste. Nešto više imamo i poluotvoreni bazen, takođe temperatura vode od 33 do 35 stepeni. To je jedan novi kompleks, napravljen 2018. godine, jako popularan među našim gostima. Ko želi da bude na bazenu na otvorenom, imamo deo gde može da se opušta. Ako nešto želi da bude toplije, u zatvorenom delu. I evo sad ćete vidjeti kako to izgleda naš poluotvoreni bazen u hotelu Jelak. Deo na zatvorenom i kada prođemo kroz ovu zavesu, deo bazena je na otvorenom. Za sve goste Lukovske banje pravi užitak je kupati se
uživate u bazenima na otvorenom. Pogotovo u mesecima kada je zima, kada ima dosta snega, kada paholje dospiju u Lukovsku banju, pravi užitak je kupati se u bazenima na otvoreno, što predstavlja atrakciju među našim gostima. Pored bazena, u carstvu termalnih voda gde je smeštena Lukovska banja, mi raspolažemo i savremenim medicinskim blokom. Na ovom prostoru se obavljaju terapije, tipa blatna terapija, ručna masaža, elektroterapija. Naši lekari su na raspolaganju 24 časa. Svakog dana se radi, čak i vikendom i praznicima. Izvolite da pogledate naš medicinski blok. Elektroterapija, ručna masaža, ordinacija, ultrazvuk, sve se to nalazi ovdje. Nezaobilazna stavka u wellness centru je i slana soba. Slana soba se nalazi odmah pored lekarske ordinacije, tako i smeštena. I evo izvolite da pogledate kako to izgleda. Изгледа. Одвоивме и дел од времето повторно, заедно со Марија да направиме една посета и презентација на хотелот Копаоник. И тој е атрактивен хотел. Тој е прво изграден, да. Тој е првиот хотел, кој што е изграден во 2000 година на оваа локација. Тука ги посетивме исто така базените со топла вода и велнес центарот. Двокреветните соби, односно сместувачките капацитети се многу слични, идентични малтане како и на хотелот Јелак. Mi se nalazimo ispred hotela Kopaonik. Iza nas u pozadini se vidi treći hotel, Bijela jela, a hotel Kopaonik je sagrađen 2000. godine i on je najstariji hotel u Lukovskoj banji. Aneks u hotelu Kopaonik, odnosno novi deo dodatak, smo sagradili 2013. godine, koje čine komfort sobe i apartmani. Iza naših leđa u pozadini se nalazi i bazen na otvorenom. Temperatura vode je od 33 do 35 stepeni. Za sve goste Lukovske banje i za posetioce koji žele da uživaju u bazenima na otvorenom, gde je termalna voda, to je prava prilika ovde u hotelu Kopaonik. Iz samog bazena se pruža fenomenalan pogled na crkvu Svetog Đorđa, gde ćete imati prilike da se uvorite ukoliko budete naši gosti u Lukovskoj banji. U hotelu Kopaonik postoje 68 soba. Od tih 68 soba imamo i apartmane i komfort sobe. To je 10-ak apartmana i komfort sobe. Za sve posetioce Lukovske banje mogu da se opuste i u wellness centru. Hotel Kopaonik raspolaže i modernim wellness centrom gde ćemo uslikati i usnimiti sve detalje koje mi raspolažemo. I pidariju, tople klupe, ležake, temperatura je 38 stepeni. Kada izađete iz termalnog bazena, pravo opuštanje, džakuzi kada i topla kluba. Nezaobilazan deo su tropski kiši. Džakuzi kada sa masažerima, takođe pravi užitak za naše goste. Parko kupatilo. Oslobađamo se toksina, štetnih materija iz organizma u parnom kupatilu. Sauna je takođe nezaobilazni deo. Temperatura vazduha je i dolazi do 100 stepeni, ali je podnošljivo jer je suv vazduh u samoj sauni. Bazen na zatvorenom prostoru u hotelu Kopaonik, temperatura vode od 33 do 35 stepeni. Ako baš želite da izbjegnete, da kažem, hladan vazduh i spoljašnju temperaturu, imamo bazen zatvoreno gde možete da se opustite i relaksirate onoliko koliko je vama potrebno. Овие денови со ова закружуваме нашата прошетка и нашата видео презентација за Луковска бања и сместувачките капацитети кои што располага Луковска бања. Капацитетите се проширени, значи со самото тоа што имаме веќе трет хотелна понуда, капацитетите се зголемени
и очекуваме да има места, нели знаете, некогаш има места, некогаш Да, нема. сега во оваа ситуација Сега до 20 очекуваме ноември да се веќе компletно да имаме. распродадени, немаме слободни места, односно нема самите сместувачки капацитети, хотелите нема слободни Ќе бидат места. со различна цена, ќе ја видите понудата од логична причина заради Да. тоа што Бела Јела е со повисока категоризација, многу полуксузен, многу поексклузивен и со поголема и поширока понуда. Со ова видео е стартуваме оваа сезона, есенска сезона за Есенска снимање сезона. на бањите во Србија.